Како е ново старо. Нови околности и нови навики во новинарството. Секој доаѓање наутро прво следи дезинфекција на масата, тастатурата, маусот, столчето за седење. Канцеларијата на Клан Македонија во Скопје не е голема и навистина лесно можеме да одржуваме хигиена. Тоа го правиме сите. Секој колега што влегува прво дезинфицира своето место, своето биро и предметите кои редовно ги користи. Многу работи се сменија во овие околности и верувам дека уште некое време ќе остане оваа рутина навистина различна. Начинот на комуницирање, начинот на работа надвор на терен, начинот на изнаоѓање, соговорници и нивно снимање. Додека вирусот го имаше само во Кина, првите предупредувања до европјаните и до нашава средина ги пренесовме од комуникација со наши млади луѓе кои живеат таму преку Инстаграм. Што побрзо се превземат мерки, тоа помал ќе биде бројот на заразени. Дали луѓето во глобала веруваат на информациите што ги добиваат од медиумите и од кинеските власти? Мислам дека тука веруваат бидејќи нема што да прават. Потоа почнавме да користиме Skype, Viber, Messenger, сите канали што ни се на располагање за видеокомуникација, за да ги пренесеме искуствата на луѓе кои живеат во други европски земји каде што болеста почна веќе да се шири и тоа сериозно. Секој ден бројката на заболени и на починати лица е секогаш поголема. Мат Ханкок изјави вчера дека може да се обрати на луѓе кои што на сестри и лекари кои што се веќе во пензија. Сигурна сум дека овој начин на комуникација ќе продолжи и натаму, затоа што е побрзо, поевтино и поизводливо во околности кога е движењето со некакви рестрикции. Јас затоа и често им сугерирам на моите колеги, на снимателите, дека во ова време е вистински момент да се совладаат и други вештини. Не знаеме во иднина колку ќе имаме снимање на терен, а колку ќе треба да се работи, дали ќе треба да се работи повеќе во монтажа или комплетна продукција. Времињата дефинитивно се менуваат. Ова е мојот работен простор кога работам од дома, најчесто за приклучување на пресконференциите на Министерот за здравство или пак во брифинсите или пресконференциите на Светската здравствена организација Европскиот регион. На терен гледаме што повеќе да се заштитиме, со маски, ракавици и меѓусебна дистанца. А зошто не носите маска? Затоа што вие имате маска, а сме на 2 метри еден од друг. Лекарите се однесува многу коректно, беа многу таки оптимистички настроени со насмевки. Новото нормално, за кое велат дека ќе потрае, дефинитивно не научи на поинаква комуникација и дигитализација. Новинарите го фаќаат побрзо чекорот во споредба со поголем дел од институциите во земјава. Онлайн пресконференциите секако помагаат, но тоа и не значи целосна транспарентност, така што новинарите и натаму ќе ѕиркаат зад секоја затворена врата во потрага по одговори, а такви затворени врати остануваат уште многу.